Најдосно до март електродистрибуција треба да сетира 820.000 струјомери. Дел се со далечинска комуникација, но далеку поголема е бројката на оние кои што ќе треба да се подесат рачно. Од ЕВН уверуваат дека околу 80% од обичните броила ќе бидат сетирани уште во првиот месец, кога ќе стапи на сила новиот тарифен систем, односно 1 декември. Електродистрибуција поседува 170.000 броила со далечинска комуникација и 650.000 обични броила кои треба да се посетат на лице место, што значи екипите треба да влезат во секој двор и секоја куќа. Од 1 декември стапува на сила новиот тарифен систем, а тогаш ќе започне и сетирањето на броилата, но тоа не може да се направи пред 1 декември, бидејќи во таков случај тие домаќинства ќе добијат ефтина тарифа уште пред нејзиниот официјален старт. Објаснуваат од ЕВН. Релативно краткиот период за оваа операција го поставува прашањето дали некои од граѓаните ќе бидат оштетени поради ненавремено сетирање. Дали тие многу значајни 2 часа некои ќе ги платат по скапа тарифа. Се прават напори никој од граѓаните да не биде оштетен и секој да има можност 2 часа во текот на денот да користи струја по поевтина тарифа. Важно е корисниците да им овозможат пристап до броилата на екипите на електродистрибуција, за да може што побрзо и полесно да се спроведе сетирањето. Велат од електродистрибуција. Од своја страна, председателот на регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски најави дека струјомерите ќе се заменат со пософистицирани, така наречени смарт броила и дека тој процес ќе почне во наредните години. Ефтината дневна тарифа беше укинета на 1 јануари 2022 година, а минатата година граѓаните можеа да користат поевтина струја само во текот на ноќта од 22 часот до 7 часот секој ден и во недела цел ден. Од новата грејна сезона, ефтината древна тарифа ќе се користи во периодот од 13 до 15 часот.